Господин Николовски, добре дошли во утрински брифинг. Добро утро и поздрав на сите што не гледат. Да, морам да кажам дека интересот за гледање веројатно и кај сите медиуми е нагло рипнат во последните 5-6 дена од претпоставам разбирливи причини, бидејќи оваа криза сега се повеќе се заканува да стане не само континентална, туку и европска. Јас затоа и сакав и ве замолив да се видиме, бидејќи Македонија, како и сите други европски земји, доаѓа сега во една деликатна ситуација, бидејќи ова очигледно дека во Украина нема да биде ни брзо ни едноставно како што се чини. Хајде ве прашам прво за вашите почетни оценки за што е вашиот ставот на вашата партија за ова што се случува, па потоа да поразговараме малку и за сите други околности околу тоа. Па апсолутно, ова е најлошата работа која што може да се случи. Војна сама по себе е лоша работа. Да ми кажуваш некој пред 10 години дека во третата декада на 21 век во Европа ќе има војна од овие размери, би рекол дека се работи за теоретичар на заговор или за некој кој што не ги цени добро состојбите, но за жал тоа се случи. Мислам дека многумина не само Македонија, туку и на целокупната европска сцена беа изненадени. Да потсетиме јавноста дека до последно европските лидери одеа на разговори во Москва, каде што се обидуваа да најдат некое решение за да нема војна ескалација и буквално војната се случи ден-два после последната посета, да речеме, на канцларот Шолц или разговорите кои што ги имаше претседателот Макрон. Така што ова е еден апсолутен шок за цела Европа и само говори колку, предпоставувам, на еден дел од Европа цивилизацијата отиде напред, а колку за жал во другиот немаме такви размислувања, со тоа што јас тука и никогаш не осудувам народи, не мислам дека треба да се осудат народи, но апсолутно се осудуваат политички воства, кои што в случај во Русија не се ни демократски избрани, така што прашање е и што народот мисли за целата таа работа. Дел од шокираноста веројатно произлега од тоа што рускиот народ е со таква огромна традиција, историја, па да кажем и култура, се разбира и слободарски некакви тенденции кои што ги докажувале и така натаму. Од друга страна, раководството на русите секогаш било попроблематично во таа смисла, со Путин сега гледаме што се случува. Но господин Николовски, во Македонија, во македонската јавност се уште има една релативна збунетост околу тоа што точно и луѓето гледам по реакции и така натаму, иако морам да кажам дека ми се чини дека тоа полека стивнува во смисла на се повеќе им станува јасно дека се работи за една војна инвазија и тоа го гледаме веќе на 100 канали и така натаму. Како вие оценувате ситуацијата во македонската јавност? За што се должат можеби овие, да кажем, првични збунетости и така натаму? Па, мислам дека има најмалце 3 фактори. Прво, не е нешто највообичаено да се разбудите едно утро како што беше минатата недела и да слушнете дека почнала војна, така што тој првичен шок како што рековме. Дури експертите не веруваат дека и покрај трупањето на воени сили Русија сепак ќе реши да навлезе. Да, апсолутно. Иако Западот предупредуваше, со месеци. Да, со месеци. И изгледаше дека ќе се случи, па нема да се случи така натака. Така што тоа беше, мислам дека првиот фактор. Второ, за жал, особено на социјалните мрежи, има една пропаганда која што е далеку од вистината. Особено морам да нешто што мислам дека не е споменато досега во јавност, да ја споменам мрежата TikTok, која што многу ја користи најмладата генерација, која што случајно е кинеска платформа, што и мора и не мора да значи ништо, каде што има една страшна пропаганда. И знаете дома кога децата нешто кажуваат, родителите го прифаќаат. И тоа мислам дека исто допринесе. И трето, мислам дека првите 2-3 дена немаше ни до крај јасен став од страна на европските и светските лидери што ќе се прави санкциите, некаде дојде оние вистинските, така дури викендот. И кога се тоа ќе оставите во контекст, мислам дека е јасна сликата. Тоа што е добро е што клучните политички сили во државата имаат исти или сличен став и што тука нема сериозни разлики. И не очекувам да има разлики, не очекувам дека било кој сериозен би имал став дека е добро да се случи војна.
Јас морам да кажам дека во една колумна минатата недела го прозват ВМРО, напишав ВМРО има за се по 10 става дневно, што се разбира право на секоја опозиција, ама за Украина молчи. Вие истиот ден како партија излеговте. Добро, вие мене ме доживувате како критичен и опонент, и тоа е се во ред. Јавноста е секојаш критичар. Така е. Меѓутоа, вие излеговте со навистина цврст став, го гледав и вашиот представник Ковачки го гледав во една изјава, тој е сепак и офицер по професија. Мицковски излезе со јасен став и навистина ова што го говорите, постигната е да унисоност, со исклучок би рекол на веројатно левица и ова една, како да кажем, непристојна изјава на Стефчо Јакимовски од Гром. Не знам дали ја видовте, дека тој изјави дека тој што бира комичар за председател не треба го чуди што појадува по тоа бомби за доручек и така натаму, една стварно несреќна. Меѓутоа, ќе се одржи ли оваа, да кажеме, една стабилна позиција на бидејќи може би ова прв пат во Македонија да има политички консензус на вакво ниво со релативна брзина за вакво важно прашање? Денес во Собранието има комисија за надворешни работи, на која што ќе се разгледува декларација за осуда за инвазијата, нападот, војната врз Украина, која што очекувам да биде прифатена од сите политички сили. Декларацијата секако ќе доживее своји подобрувања на седницата на Комисијата за надворешни работи и очекувам таа декларација да ја представува заедничката позиција. Во исто време мислам дека треба да отвориме дебата и за нашите проблеми кои што не се толку поврзани со Украина, ама се поврзани со битусувањето пред се на доминантниот македонски народ кој што живее во Македонија. Знаете, ние имавме тука декларацијата за Гоце Делчев, за која што се одби дури да се разговара. Јас прифаќам да има различни мислења, но треба да се обидеме да најдеме некој заеднички јазик, заеднички текст и така натака, неам Бог да се отфрлаат. И во таа насока, на некој символичен начин, она што и се случува на Украина, во минатото и се случувало на Македонија, а сега и се случува, само што не е војна, туку еден мек напад, каде што ние уште од ноември 2019 година, после така наречената заедничка позиција на Бугарското национално собрание, до денес имаме една агресивна бугарска политика, која што директно удира во темелите на македонската држава и македонскиот народ, што не е изненадување, таа политика има веќе 150 години од основањето на бугарската држава, но ја гледаме поагресивна во изминатите години и можеби и ова што се случува во Украина треба да е еден поттик малце посериозно да ги поставиме нашите позиции. Тоа сакам да ја прашам, бидејќи практично оваа, како да кажем, агресивна политика на Русија кон Украина, која сега прерасна и во инвазија и комплетна воена, да кажем, конфронтација, во политичка смисла е многу слична на ова што бугарите. Ако ги видите ставовите на Путин за Украина, патем биде речено за Украина, кој што Киев е 200 години постар од Москва, ако веќе сега правам некакви символични само референции, но ставовите на Бугарија се прилично слични во својата суштина во однос на Македонија и нашето заследување во Европската унија. Мислите ли дека оваа криза во Украина и оваа реакција општа, западна, европска, па и светска би рекол до едно ниво, ќе повлие за забрзување и за можеби менување на ставовите на Софија во однос на оваа наша блокада? Мислам дека треба да сме апсолутно свесни колкаво силно руско влијание има во Бугарија континуирано. Велат дека Бугарија можеби најповлијаената земја од сите овие, да кажем, бивши... Тргнете од јазикот, кој што во Бугарија е неколку пати кодифициран, последно е после Втората светска војна, што значи дека теоретски е и помлад од македонскиот јазик, ако сакаме да одиме во тој тип на абсурди. Неговата последна кодификација е практично русификација на јазикот. Но тоа е помалиот дел. Ако гледаме историски, секогаш Русија, дали е тоа царска Русија, дали е советска Русија, бирала партнери на Балканот, кои што не се во Скопје и во Македонија, туку се или во Софија или во Белград, понекогаш и во Атина, и не смее да се потцени тоа влијание во Бугарија. Гледаме што се случува со поранешниот премиер, актуелен министер за одбрана на Бугарија и неговите ставови, и како председател Радев кој што застана на негова страна. Да го брани. И кога ќе се видат работите во контекст, во тој контекст изгледаат покомплицирано од што на прва некој рекол, таму нешто се разговараат.
и во тој дел мислам дека треба поголема обединетост. Нашиот став кој што го искажувавме пред месец и пол два и континуирано тоа го кажуваме, мислам дека не се свати сериозно, а тоа е дека доколку Бугарија бара гаранции во однос на Македонија, тогаш мора и ние побараме гаранции во однос на Бугарија, затоа што не е само почеток на преговори. После тоа има еден цел процес каде што ние практично можеме да преговараме со речникот од овие денови со пиштол на глава и тоа не се преговори. И мора да добиеме цврсти гаранции за самобитноста на македонскиот јазик и македонскиот народ. И тоа се од бугарска страна или од европска страна? Или комбинирано, не знам. Пред се од бугарска страна, затоа што Бугарија има право да го користи ветото и ние прво тука треба да ги побараме гаранции. За да не продолжат по тоа повторно. Иначе јас не мислам дека во Холандија било кој има проблем со Македонија или во Данска. Нема, освен во Бугарија. Но во Бугарија има. И тука мора да побараме и да добиеме јасни гаранции и за македонскиот јазик и за македонскиот народ и да не го подценуваме и овој конфликт кој што се случува, затоа што како што мислам дека на почеток наивно се гледаше дека целта е само да се смени водството во Украина или да, не знам, два таму погранични региони се отцепат. Сега не мислам дека е целта само да заврши војната во Украина, туку мислам дека ова експанзионистичка руска политика, доколку остане ова водство во Русија на еден среден и долг рок, ќе продолжи кон Европа. И тука се параат слаби точки и секако Бугарија е на слаба точка од каде што може да се навлегува. И затоа ние мора да сме цврсти и мора да имаме цврсти гаранции и конечно да престане да се користи процесот на евроинтеграција за дневно политички цели. Уште само ова реченица, мислам дека процесот на евроинтеграција е најзлоупотребуван процес во Македонија. Секогаш, кога шкрипи на владата, и не мислам само на ова сега, се користи процесот на евроинтеграција или да се предизвикаат предвремени избори во едно не така далечно минато, или да не се оди на избори сега. И имаме смешни ситуации од типот на онаа со Кастриот Реджепи или со влегувањето на алтернатива во влада. Мислам дека таа реторика треба да се напушти. Почесно е да кажеш алтернатива, видете, не ни се и во опозиција, сакаме да имаме министер за здравство, да покажеме што можеме во здравството, отколку дека во јануари има датум за почеток на преговори, кога сите знаат дека во јануари на одмор се во Брисел, нема кој да ви потпише таму да заради божичните празници. Господин Коповски, сепак се чини дека овој нов процес кој што го започна новата влада во Софија и овдешниот нов премиер и така натаму, ветува некакви опипливи резултати кон мај-јуни, бидејќи се гледа еден пристап во кој што се сака на прагматичен начин да се постуваат прашањата и да, ако е целта да се отворат преговори, тоа да се постигне. Го препознавате тоа или се уште се сомневате дека до тоа ќе дојде? Многу е битно дали е дел од овој маркетинг за кој што до се зборувавме или не. И второ, што би била суштината на договорот. Затоа што Бугарија нема вака еден позитивно минато на исполнување на договори со Македонија. До сега има најмалце 3 договори кои што не се испочитувани од бугарска страна. 90-тите Глигоров Желев, после тоа 99-та година тогаш Ѓорѓиевски со Костов и после 2017-та година кога имаше договор меѓу Заев и Борисов и ниеден од тие договори не се испочитува. И затоа мислам дека мора многу внимателно да се влегува во процесот на договарање, пред се во однос на гаранции, кои што досега ги немаше во досегашните договори, затоа што сепак имаме проблем со Бугарија, а не со Данска. И второ, самобитноста на македонскиот народ и македонскиот јазик. Добро, ама свесни сте дека, мислам, предпоставувам дека не верувате дека која била власт, па и оваа на СДСМ, ќе се согласи да јазикот и нацијата бидат доведени во прашање. Јас ја разбирам вашата внатрешно политичка риторика, е борба опозиција власт, ама на ова прашање Белки има некаква свесност и кај вас дека. До денес немаме никаква релевантна информација на институционално ниво за тоа што се разговара. Кога беше избран Димитар Ковачевски, иницираше лидерска средба, која што, како што гледате, не се случува. Иако не сакам да бидам индискретен, но во одредени комуникации кои што ги има во рамки на собранието, повеќе пати сме прашале
што е намерата И во вон собранието имате комуникација, средба. тоа треба да се каже. Добро, тие не треба да бидат можеби јавни, но комуницирате. Тоа ми е поентата. Сега таква комуникација нема, односно за жал не се случи таа лидерска средба, а најдобар начин да се разменат мислења е на еден таков тип на средба, каде што ќе се види кој каде е, сега одиме само на предпоставки. Имајќи го предвид минатото, имајќи предвид искуство од минатото, ние е нормално да сме сумничави, но дај Боже да не демантира еднината. Како и да е, и со ова сакам да заклучам, морам многу внимателно со Бугарија. Таму, за жал, мнозинство од политичката елита не гледа пријателски кон Македонија и пред се македонскиот народ како доминантен во рамки на Македонија и содржанието на збор си имаат проблем и затоа мора да овие постулати да се трга кога било што се разговара со нив. Господин Николовски, бидејќи не сакам да немаме ни време, се разбира сега за да разговараме за даноци, за цени и така натаму, има доволно други медиуми кои што тие работи ги расправате, па и постручи од мене кога се економија прашање и така натаму. Сепак гледате ли основа за да кажем и заради оваа криза која што сега се случува околу Украина и која што да предупредиме повторно, ова е само почеток на кризата. Поминати се допрва 6 дена и со оваа концентрација на војска и така натаму, не сум сигурен дали македонската јавност разбира дека ова ќе ескалира и ќе биде многу полошо и ќе изгледа полошо и ќе биде полошо тоа што е сега. Тезата ми е дека еден добар дел од вашите поддржувачи, прво дали се согласувате со тоа, се тие кои што имаат резерви околу целата работа. Сакам да кажем, улогата на вашата партија ќе биде и во наредните денови многу важна, бидејќи гледате, може да се отвори прашање за бегалци. Украина е огромна земја, веќе негдека околу веројатно денеска и до 1 милион луѓе ќе бидат, но Македонија прашање за помош од Македонија. Вчера владата донесе одлука за некаква помош во рамките на НАТО и така натаму. Сакам да кажем, артикулацијата на сите овие проблеми од вашата партија ќе биде многу важна за јавноста, бидејќи вашите поддржувачи, кои што се бројни и голем број од нив, сепак имаат можеби по-конфузни ставови, барем од овој аспект што вие го говорите во однос на кризата. Ќе ви кажам што нив најмногу ми погодува, но јас тука не можам да се сложам затоа што субстратот, односно јадрото на ВМРО-ДПМН пред се семејства кои што имаат пострадано во едноумието на сите нас семејствата на еден или друг начин и тоа е една семејна колективна меморија која што останува и ВМРО-ДПМН е пред се едно движење кое што беше против едноумието и кое што е јасно прозападно ориентирано. Има бројни пресуди и пресуди, книги се цели издавани, каде што дејци на ВМРО се судени за прозападна ориентација и за барање на парламентарен систем во независна и обединета Македонија. Така што тоа е една семејна колективна меморија која што стои во ВМРО-ДПМН и која што не може да биде избричена. Оваа проценка ја што ја правам, мислите е неточна, дека еден дел од вашите поддржувачи ја имаат таа дилема. Во однос на одредени други работи кои што сакам да кажам, сакам да бидам многу прецизен. Тоа што создава голем револт кај не само директни поддржувачи на ВМРО-ДПМН, туку сето она што не е најдиректен поддржувач на оваа влада, е што значаен дел од министрите и премиерот и претседателот на државата многу малце се занимаваат со домашните проблеми, а многу се занимаваат со светските проблеми и дополнително го изгубија кредибилитетот за домашни проблеми и затоа создава фрустрација кога ги гледаат како имаат став за бројни светски проблеми, ама немаат став за домашни проблеми. Например, вчера скоро незабележана од јавноста или ако сакате од луѓето во СДСМ помина веста која што е поврзана со државата, а тоа е дека најмладиот во лозата зајави на само 18 години основа фирма за трговија со електрична енергија за која што мора да се добие лиценца, односно дозвола од регулаторната комисија за енергетика, која што е државно тело, значи ние не зборуваме дека отворил ланец на бутици, па нема потреба да се бара дозвола. Веста се објави. Веста се објави, благодарение на медиумите, но не гледаме никаква реакција од страна на било кој во СДСМ, ама гледаме реакција во однос на сето она што се случува на
светската сцена. И тоа е тоа што ги нервира луѓето. Ако фирмата на најмладиот Заев мислите да поистоветите со кризава во Украина, малку мислам сигурен сум дека тоа ќе биде тема и наредните години. Дека луѓето си имаат проблеми маки домашни, за кои што актуелната власт изгуби кредибилитет, ние затоа бараме предвремени избори. И кога некој што изгубил кредибилитет дома за други прашања, не поврзани со ова, наеднаш е многу гласен за ова прашање, создава отпор кај оние кои што го случаат. Иначе не мислам дека постои ни еден кој што држи до себе, кој што би оправдал или ти оправда војна на било кој начин. Искрено ви кажам, ги има многу такви. И тие се прилично гласни и артикулирани се барем ова што се социјални мрежи. Барем поднос на ВМРО да помогне. Да, во ред, јас затоа и ве прашувам. За крај да ве прашам, апропо, бидејќи немаме време за одење во детали, апропо вашето барање за воени избори, вие инсистирате и практично секој ден го повторувате и така натаму. Мислите дека сте поблиску на таа тема и мислите можете да издржите до наредни 3-4-5 месеци и цела година само за тоа да говорите, а да сепак на крај ефектот заради состојбите се знае како се оди на воени избори, на крај мора некој да изгласа во парламентот пад на владата. Тука е ВМРО е помалце битно. Побитно е што се случува со државата. Државата е во една континуирана криза. Да се случаја изборите како што баравме ние после локалните избори, тие се случија во втората половина на декември и сега имаше влада со полн легитимитет. Ноември, декември и јануари Македонија немаше влада. После тоа доби влада која што рече дека ќе се занимава со економските прашања во државата. Не гледаме дека многу го прави тоа. Имаме еден концепт кој што е целосно поделен помеѓу двата партнери, кои што комплетно одат на паралелни шини. Мислите меѓу ДУИ и СДСМ? ДУИ и СДСМ, да. Добро, тие не би се согласили со ова во ред. Можеме, ако сакате пример за пример да разговараме, но немаме време како што кажавте. И сето тоа на крај ќе заврши со предвремени избори. Само прашањето е колку време ќе се изгуби. И секогаш мислам дека е правилно време за предвремени избори, за да се стави крај на целата оваа ситуација, која што не е природна. Македонија има премиер кој што не учествувал на избори. Требаше да има зголемена владеачка коалиција, гледаме дека не е зголемена, дека повторно седници не се случуваат во собранието заради немање на кворум на владеачката коалиција, крупни проекти не се туркаат и така натака, што значи дека предвремени избори се потребни за редефинирање на односите во рамки на собранието. Александар Николовски, подпредседател на ВРПМН, во следната прилика, која ќе се врати на внатрешната политика, сигурен сум дека ќе имаме за што да дебатираме со сите овие тези кои ги изнесоте, но денеска сепак се обидувам да ја задржам оваа рамка на оваа крупна меѓународна тема, која што, за жал, сите нас не покрива и не доведува во ситуација да мораме да бидеме заинтересирани. Ви благодарам за задоволство и поздрав на гледачите. Да, благодарам.